Благодарам, председателке. Почитувани колеги пратеници, почитувана јавност, почитувани представници на Државната комисија за жалби по јавни набавки. Пред нас е годишниот извештај за 2023 година на Државната комисија за жалби по јавни набавки. Ке се обидам да бидам кратка и јасна во мојот став по однос на изнесениот извештај, бидејќи претходно колегите кои што завземаа став по однос на истиот беа доволно обширни и јасни во изразување на аргументите по однос на овој извештај. Јас можам да кажам само разгледувајќи го овој извештај, како пратеници овде сме разгледале, барем за оние кои што сме прв мандат овде, неколку извештаи. Пред скоро време беше разгледуван и извештајот на ДКСК, каде што имаме можност да направиме барем во најмала мера една компарација на еден извештај со друг, и можам да кажам дека овој годишен извештај од Државната комисија за жалби по јавни набавки беше навистина извештај кој што можеби најбрзо беше проверен од наша страна и разгледуван како пратеници. Мислам дека пратениците овде во ова собрание треба да добијат еден извештај каде што детално и со аргументи ќе бидат образложени оние работи кои што како комисија сте ги сработили, и да ја докажете на крајот од денот отчетноста за вашето работење, по која што ние како пратеници на крајот од денот за истото треба да се произнесеме и да гласаме. Зошто велам дека за мене представуваше навистина најбрзо и најлесно разгледување на овој извештај, поради тоа што самиот извештај, и тоа беше констатирано и од претходните колеги, е препон со статистички податоци. Немам ништо против статистиките и графикониките, секако треба да бидат дел од овој извештај, но сметам дека суштината на работењето на Државната комисија за жалби по јавни набавки е многу повеќе од статистички бројки прикажани во овој извештај, и навистина најдобронамерна критика упатувам до вас, малку да го подигнеме нивото, бидејќи овде седат пратеници кои што го разгледуваат извештајот и по истото треба да докажете и да представите што работите, како работите и да дадете некој отчет за сработеното. Во самиот извештај, освен оние бројки кои што ги гледаме на примени, постапени, одбиени предмети, не видовме никакво образложение за тоа по какви предмети се постапувало, кој е најголемиот број на жалби кои што се поднесени од страна на економските оператори за тоа во која дејност имаме најголем број на жалби, по однос на кои фирми се повторуваат, можеби по однос на поднесените жалби и така натаму. Зошто велам дека тоа е важно, бидејќи само на тој начин ние како институција можеме да имаме прегледност и некоја анализа да направиме за тоа што вие всушност работите и што сте сработиле во годината за која што ја представувате, односно за 2023 година. Затоа овој извештај можам да го дефинирам како нецелосен и недоволно јасен. Пак ќе повторам дека секој пат сум поддржувач на статистиките и на бројките. Да, тие ни се показател за тоа колку е сработено по однос на број на предмети, некоја бројка и анализа да имаме за истото, но никако не ни дава некоја суштинска слика за тоа што всушност се случува во оваа институција, и некако како завеса пред нас, пред пратениците ни дојде овој извештај, бидејќи некако имав чувство дека овој извештај е составуван на начин можеби да бидат дури зацкриени некои работи во позадина. Јас би рекла дека во самата институција сигурно постојат лица кои што можат да го сработат овој извештај во целост, но тука е многу битна волјата на истите, и сметам дека ако ништо друго во најмала мера една компарација со некоја друга институција сте можеле да направите, па да добиеме извештај како што заслужувале. Јас би додала дека ова би ја нарекла домашна задача на Државната комисија за жалби по јавни набавки не е доволно сработена,
а вие знаете дека за недобро завршена домашна задача, бидејќи треба да доставите извештај нели до пратениците во Собранието на Република Македонија, се паѓа на испит или слично или не поминува, не добивате прелазна оцена, би рекла. Ништо од това немаме подетално и образложено во извештајот, бројките ништо не ни значат, но сакам да ја потенцирам загриженоста за самиот извештај зошто е нецелосен, поради тоа што јас можам да кажам дека дефинитивно 2023 година беше година во која што и ние, и македонската јавност, и економските оператори, сите засегнати страни, бевме сведоци пред нас, пред очите на јавноста, дека беше година на навистина скандалозни и коруптивни настани во делот на јавните набавки. Зошто го велам ова? Заради тоа што нема да се навраќам многу наназад на случувањата кои што ни беа дадени. Ќе дадам еве еден пример, но многу ни е важно, бидејќи самата година беше исполнета со такви случувања, па вие како институција, навистина сметам дека во овој извештај на некој начин требаше да ни дадете доволна слика за тоа економските оператори по однос на што се жалеле, како сте постапиле, како одела процедурата, каде се застанати предметите, зошто се застанати предметите, дали имало пречки во работењето, немало ли пречки во работењето и така натаму, за да добиеме во делот на вашите надлежности слика за тоа што сте сработеле или не сте сработеле, бидејќи само статистиката не ни кажува ништо, имено во вашите надлежности спаѓа ти оној дел нели во кој што треба да се оцени и самота нели начинот на постапување и по однос на тоа како се постапило во рамки на самата институција. Имено, самата институција одлучува за законитоста на действијата и пропуштањата за превземање на действија, како и на одлуките и на поединечните правни акти донесени во постапки за јавни набавки. Ова го потенцирам и ви го читам од самиот ваш извештај, бидејќи во вашиот извештај не идовме на некакво си образложение нели во однос на законската рамка која што како институција сте надлежни да ја предвидите и да ја образложите. Не го велам инаку ова туку така во однос на 2023 година зошто сме засегнати, бидејќи еве ќе споменам една релевантна институција, тоа е Центарот за граѓански комуникации, во однос на тендерите оние кои што се нели без конкуренција, кои што бевме сведоци во 2023 година, каде што беа бевме низа на бројни такви исклучени на тендери, во кои што имаше бројни сомнежи за самата корупција, за трошење на народните пари. Имено од самиот Центар за граѓански комуникации стакнува дека врз основа на дека анализата на спроведените постапки за јавни набавки покажува дека секој трет тендер во периодот од јануари до јуни минатата година, односно 2023 година, е склучен во постапка во која учествувала само една фирма. Тоа е тоа што сакам да ви го упатам, дека како институција сте должни да го наведете во однос, бидејќи загриженоста кај граѓаните по однос на ова прашање на вистина е голема и оттаму нотира дека договори во вкупна вредност од 283 милиони евра се склучени во постапка во која учествувала само една фирма, и тоа е доволен показател за тоа колкава загриженост всушност има меѓу населението по однос на трошење на народните пари и по однос на транспарентност и отчетност на тендерската постапка. Уште повеќе за мене е важно тоа што засегнатите економски оператори го упатуваат како жалба до вас како институција и како по однос на истото тече постапката и каков завршеток на крајот од денот има. Еден од главните индикатори имено за зголемување на ризикот од корупцијата во начинот токму во начинот на кој што се трошат парите
И бидејќи во однос на ова кое што го споменав и претходно, се всушност оние договори како најголем причинител за загриженост кај овие економски оператори и воедно и кај граѓаните воедно се токму оние договори во 4 очи кои што ги имаме, па поради тоа самиот факт упатува на тоа дека можеби не толку транспарентно работи оваа институција по однос на она кое што е прикажано пред нас. Имено можам да кажам дека 2023 година беше токму онаа година каде што се склучува и договори без да биде објавен јавен оглас и дека јавно беше познато дека тие договори беа познати само на оние кои што беа повикнати тет-а-тет на разговор директно за да се договорат овие детали и поради тоа имаме низа на недоследности и низа на недоверба од страна на граѓаните по однос на тендерската постапка. Се надевам дека веќе наредната година ќе добиеме еден подетален извештај. Јас овие забелешки кои што ги истакна и моите колеги и јас се вклучително со она кое што го истакнав, сакам да упатам една, би рекла, добронамерна сугестија наредната година да имаме токму извештај кој што ќе биде детално образложен по однос на ова кое што го истакнавме, се со цел да добиеме една јасна слика за вашето работење и на крајот од денот ние сме тука представници на народот и народот да биде транспарентно и соодветно запознаен со деталите на вашето работење. Ќе ми дозволите, председателке, да предложам еден заклучок по кој што сметам дека комисијата треба да го усвои. Врз основа на член 205 став 3 од деловникот на собранието, во кој е уредено дека претресот по извештаи, анализи, информации и други материјали кои се доставени од владата и други овластени предлагачи по правило завршува со донесување на заклучок. Предлагам Комисијата за финансирање и буџет да заклучи да му предложи на собранието да го усвои следниот заклучок. Прва точка, Собранието на Република Македонија го разгледа годишниот извештај за работа на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2023 година. Собранието констатира дека Државната комисија за жалби по јавни набавки во 2023 година не ги реализирала активностите потребни за обезбедување на брза, објективна и ефикасна правна заштита во постапките за јавни набавки. Собранието цени дека Државната комисија за жалби по јавни набавки во 2023 година не ги постигнала очекуваните цели, приоритети и резултати и овој заклучок заедно со извештајот на Комисијата за финансирање и буџет да се достави до Владата на Република Македонија, Министерството за финансии и Државната комисија за жалби по јавни набавки. Ви благодарам.